Турскиот председател Речеп Тајип Ердоган прогласи воредна состојба по неуспешниот воен пуч што доведе до масовни апсења во армијата, полицијата, судството и образованието. Ердоган изјави дека состојбата ќе трае 3 месеци и ќе овозможи на владата поефикасно да се справи со организаторите на државниот удар. Воредната состојба им овозможува на председателот и на владата да го заобиколуваат парламентот во носењето нови закони и да ги ограничуваат, па дури и да ги суспендираат правата и слободите, доколку оценат од тие тоа неопходно. Ердоган овој потек го најави во директен телевизиски пренос пред министрите во владата по 5-часовниот состанок на Националниот совет за безбедност. Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Околу 60.000 војници, полицајци, суди, јавни службеници и професори се суспендирани, приведени или под истрага по неуспешниот државен удар на 15 јули. Сето тоа предизвика големи тензии во 80-милионската Турција, земја која граничи со Сирија, каде што бесна е граѓанска војна и која е сојузник на Западот против милитантите на Исламската држава. Пред објавувањето на воредната состојба, Ердоган изјави дека се уште не било ништо завршено и отиверува дека некои странски земји би можело да се вклучени во обидот тој да биде соборен од власт. Тој повтори дека зад пучот стои турскиот свештеник кој живее во Соединетите држави Фетула Ѓулан. Ердоган, кој како премиер или председател ја води Турција од 2003 година, вети дека ќе го ичисти, како што рече, вирусот од сите институции. Масовните апсења во Турција предизвикаа загриженост меѓу западните сојузници со забелешка дека Ердоган ја користи ситуацијата за да се справи и со оние противници кои не биле поврзани со воениот удар. Во меѓувреме, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изрази уверување дека Турција и натаму ќе биде силен сојузник во алијансата во справувањето со натамошните предизвици. Новинските агенции потсетуваат дека воредна состојба во Турција последен пат беше воведена во 1987 година, но само на југоистокот на земјата, додека турските сили за безбедност се бореа против курдските бунтовници во таа област. Според законот за време на воредната состојба може да бидат ограничени сообраќајот, собирите, движењата во некои места и да се вршат претреси на граѓани. Со воредната состојба се укинуваат сите уставни ограничувања за издавање председателски декрети. Последната воредна состојба, она од 1987 година, траеше до 2002.